Битолскиот регион е едно од најризичните подрачја во земјава со големи количества неексплодирани убојни средства од двете светски војни. Неодамна, во старата касарна при градежни активности беа пронајдени над 1000 бомби и гранати, но рекордот останува 12.500 гранати откриени при реконструкцијата на стадионот под Тунгбекафе пред 5 години. Пред 2 години пак, таму беше пронајден и магацин со 2900 пушки од Балканските војни. Пиротехничарите велат дека Битола лежи на бомби и речиси нема ден без да се открие некое вакво опасно средство. Затоа предупредуваат на поголема внимателност и бараат проверка на теренот пред секоја градба. Би требало тоа, јас би го предложил тоа, да се предложи да се забрани додека не се испита теренот. Кога би градил некој, мора прво да се испита теренот, да се провери теренот, па потоа да се продолжи со работа. И обавезно при градежни работи да има пиротехничар. Неодамна, деца играјќи си во градскиот парк во Битола, пронајдоа 3 неексплодирани артилериски гранати од Првата светска војна. Беа пронајдени од деца кои што копаја ровови нешто за да направат скокалници за своите велосипеди и при копањето излегоја 3 гранати кои што беа поминати низ цевка, значи ризични, што не треба да се поместуваат, што не треба да се удират. Така да беа отстранети тие безбедно и се работи за истото шеталиште, значи во Битола, градското шеталиште, каде што е преполно со неексплодирани убојни средства. Но опасни средства се откриваат и во другите региони, каде минувала линијата на Македонскиот фронт. На брегот на Преспанското езеро неодамна беа пронајдени 2 хемиски гранати кои излегле на површината по повлекувањето на водата. Беа пронајдени од страните од нашите пиротехничари, истите беа итно уништени, но представуваа огромна, би рекол, страшна опасност за населението, бидејќи нивната убиствена моќ се протега неколку стотици метри од местото на нивно активирање или експлозија, па до 1000 метри во зависност од дружата на ветрови. И исто така пиротехничарите на ДЗС направија претрага по брегот на езерото, каде што истите беа најдени, за да се утврди да не има во близина и други вакви хемиски гранати, исто така од Првата светска војна, со тоа што потрагата ќе ја продолжиме понатаму по повлекување на водата. Сега ова место каде што истите беа најдени е под вода. Од друга страна, недостигот на пиротехничари е сериозен проблем. Во Дирекцијата за заштита и спасување останаа само двајца во Битола и Штип, што е далеко од потребното. Овој кадар тешко се надоместува бидејќи станува збор за специфична и високоризична професија. Наскоро се очекува вработување на еден нов како и ангажирање на неколку пензионирани пиротехничари.